Значи, не би сакал да разговарам поединечно за било која точка. Почнувајќи седница да не ми дадавте збор, а советникот Вучединовски имаше за право да поднесе повлекување на една точка од деталните урбанистички планови. Би сакал да се осврнам на ова, бидејќи оваа точка беше гласана на комисија, како и сите други, и се изјасни комисијата, а образложението Илче што го даде имало кривични пријави, не знам што таму не држи вода, има исто така кривични пријави за фрижидери. Ние не сме тука сме комисија која ги разгледува барањата на граѓаните према документите кои ги прилагат и ги излагаат проектантските бюроа кои ги работат тие детални урбанистички планови. Немаше никакви забелешки околу ниеден детален урбанистички план кој го изгласавме на таа комисија. Сега има некои измени, зашто, како, не знам, дали некои лични интереси, дали бизнес интереси, не знам. Барам сите точки што се за урбанизам да се повлечат од дневен ред. За наредно разгледување на наредна седница. Не се не може да се повлечат сега. Може да се вратат на Да се вратат само на повторно. Или да се вратат, или да се повлечат, да се разгледам сам многу настојана ситуација. Бидејќи со тоа што го каже Илче, тука имаме, ние на комисија сме го поминали, одделението ни го презентирал тој детален урбанистички план, дека е све регуларен и легален. Сега излегува дека имало некаков криминал и кривични пријави за тој детален урбанистички план. Значи, не знам зошто овака. Мислам дека не беше така туку дека тој од 2008 иницијативата е почната, како не е информираност, па одредени советници сака да бидат информирани повеќе. Тоа беше аспектот, а не е дека ние точно не можеме да наблегваме во постапка на ова е фаза која Министерството Согласност е дадена од Министерство и сите потребни дозволи за документи се дадена, тука се регуларно. беше се враќаат за информираност. Ама добро, предлагам. Значи, Илче кажа поднесени некои кривични и некои други таму работи. Затоа сакам да прашам јас поточно да ни објасни зашто се предлага повлекување на овој детален урбанистички план. Се учени тука? Добро. Еве, јас слушам. Значи, ние се изјаснавме, комисијата се изјасна, значи ова се повлекува од страна на советник. Затоа е многу симптоматично зашто настава овакви работи. Значи, иницијативата на тој план е почната од 2008. Кога никој тука ни 2 мандати ако бине не беше советник, заради информирање, бидејќи се работи за објект кој што е во населено место, се побара да повторно се врати на комисија и се разгледа. Меѓутоа и вашиот предлог, си е ваш предлог, може и тоа да го размислиме. Дали сите да ги пратиме на разгледување? Значи, дали не се искристализира работата, јас мислам се што урбанизам да се повлечи. Всушност, спорно е новие одлуките, иначе ако ги повлечеме, зашто ги повлекваме и... Тоа што е за легализација, деталните урбанистички планови, овие трите кои беа ставени на точка на дневен ред, бидејќи се зборуваше дека има некакво кривична пријава, има и за други кривична пријава, да дојде Илче на наредна седница, да ни објасни за што станува збор, или да ги вратиме, да се продолжат како што се гласени на комисија, или било што, да се бара нешто. Ајде,